Неодамна Македонија загуби еден млад живот, еден ведар и енергичен лик. Станува збор за Владко Илиевски кој прерано не напушти. Но во негово сеќавање, токму во Студио 1, ги имаме актерката Силвија Стојановска, како и двајцата момци кои што го придружуваа за време на неговите настапи, односно Acoustic Division и Марио Кузев и Бојан Галевски. Добро дојдовте во Студио 1. Добро најдов. Не би сакал да се повторувам со прашањето и бидејќи сакам ова да биде еден вид сеќавање на делото на Владко Илиевски, би сакал за почеток да ве прашам кога прв пат Владко се појавува во вашиот живот и еве со господја Стојановска би можеле да започнеме. Јас баш се сеќавам на моментот кога прв пат го видов Владче. Бевме со ќерка ми на улица Максим Горки, тогаш можеше да се вози, може и сега да се вози по неа. И видов едно преубаво момче, едно ангел момче, со едни локни. Започна како неговиот идол, Бон Џови. Да, баш беше еден лик кој што беше необичен за градов, за државава, изгледаше како да е дојден од некоја друга планета. И викам на леко хубаво дете, викам многу е сладок. И така после сплет на околности, они двајца се запозна и започнаа таква една детско пубертетска љубовна врска која што беше многу емотивна, многу страстна и така. Тоа има сигурно 15 на години од тогаш. И Владко од секогаш ми бил, он многу ми личеше мене на Ана. И некако го доживував како втора, како половина од веројатно по неговиот има начин исти коси, исти очи, исти насмевки, двајцата многу позитивни. Владко беше многу позитивен. Кога ќе помислам што му се случило и како никогаш повеќе нема да го видиме меѓу нас, си викам дали на вистина секогаш беше од каде ја црпеше таа снага секогаш да биде насмеан, секогаш да биде позитивен. Да, и со таа харизма ја купи цела Македонија. Со луѓето. Баш во театар кога почна да доаѓа, колеги што седеа во бифето и ќе дојдат и ќе ми речете, ово Владче многу воспитано дете, не очекувавме дека е така, баш беше многу фин, многу фин. На момци, вашата средба со Владко прво? Нашата прва средба беше сосема случајна во еден скопски локал, он имаше настап, ние бевме случајно излезели. Тоа беше се случајно запознаено со колегата, пристапи прв дека и ние сме колеги, се запознавме, супер, многу природна средба беше, многу искрено, без никаква доза на препотентност, извишување, тоа е сосема другарски, као онака да сме се знаеле ние цел живот. Случајна средба, се запознавме, ми треба дечки бенд, супер, сакате ли да пробаме да направиме нешто, да пробаме. И од таму излезе целото пријателство и целата соработка што траеше нешто повеќе од 2,5 години. Бојан, знам дека кога се работи за официјален настап, дали е тоа концерт, дали е настап во клуб, музиката и дружбата, односот едни со други е поинаква од она што се случува за време на пробите. Ако ве вратам назад сега, за време на првата проба, каков беше? Првата проба беше многу интересна работа, очекувавме, иако не го познавме човекот, многу природни пристапи, очекувавме дека тоа ќе биде многу препотентно, многу така. Устари, првата проба беше многу другарска. Ние на првата проба се забавувавме нас, мислам самите себе се забавувавме. Тоа беше многу и повеќе дружење отколку проба. Иако се што требаше професионално да се одработи беше одработено, ама повеќе беше на дружба, на некој си убав начин кај што не осеќаш притисок дека ипак ние го пратевме него, не он нас. Не осеќавме никаков притисок, никаква присила за било што, бевме многу слободни. Пред се ни пристапи као човек
као другар, после као некој надлежен над нас. Која беше првата песна која што ви е побар? Мислам дека таа што ја најуваше на секој настап, на секоја свирка, на секој негов концерт, што го свиравме, првата што ја научил на гитара, Чукни во дрво од Лепи Солначите, легендарни. Тоа мораме да се навратиме на нешто убаво, на убави спомени со него. Тоа многу секоја свирка се одвиваше на многу интересен начин, уствари, дека тоа толку лежерно беше, толку можевме усред свирење ние да застанеме, нешто да си каже па да продолжиме. Тоа беше уствари целокупно шоу беше тоа. Многу затоа луѓето многу го сака, дури со наши другари кога ни доаѓале на настапи, оно станало контакт, можел еве ти број, дај ми број да се чуеме, пиво ќе излеземе да пиеме, да се издружиме, сите сме се собирале така многу искрено беше. Се тоа беше многу искрено. Така, господја Стојановска започнала со музиката, како што реков, ја купува цела Македонија со својата харизма, но театарот му е желбата која што малку подоцна ја остварува во неговиот живот. Вие го знаете, како што рековте, околу 15 години пред да дојде во контакт со театарот. Зборуваше со вас, бараше совети во која насока да се движи, па како да започне? Не, никогаш не спомнал дека сака да го продолжи животот како глумец во театар. И за вас беше изненадувањето? Апсолутно, да. Ана дојде, вика, Владче, вика, се пријавил на факултет за драмски уметности. Викам, да, на кој одсек? Вика, на глума. И ја му викам, што врзува ти на глума? Што ти е галема тебе? Да, они заедно и студираа во иста класа, беа 4 години. Никогаш не мислам, јас не сум осетила дека Владче има желба да биде глумец. И добро, во меѓувреме станува. Мислам дека е многу корисно за човек кој што е од овој нашиот бизнис да има повеќе вештини. Се разбира дека е добро и да пее, за глумец и за пејач е добро да знае да одглуми. Така да мислам дека он полека стана еден комплетен уметник, Владче и пишуваше и музика, пишуваше и текстови. Апропо тоа, почна да се имаше некоја соработка со Јана, постарата моја ќерка. Она има полно песни Јана и вика, му ја дадов на Владче, него ќе му ја дадам празни зборови. Викам, стварно? Вика, да, он ќе ја пее. И излезе така да Владче инсистирал заедно да ја испеат како дует и многу убаво излезе таа песна. Владче беше комплетен. Мислам дека апсолутно ништо негативно не може да се каже за него како комплетна личност. Во меѓувреме, заедно со вашата ќерка Ана настапуваат во серијата Од денес за утре. Да. Претпоставувам дека после тие проби, после тие снимања, Владче често бил присутен во вашиот живот, можеби во вашиот дом или на неформални дружби надвор. Некој од оние моменти кои што се непознати за јавноста, некоја анекдота за самата негова, па ќе кажам, харизма, за начинот на кој што комуницираше со луѓето. Што би требало да го препознавам? Јас во тој период кога се подготвуваше и се снимаше таа серија не бев во Скопје, не живеев во Скопје. Беше многу чудно ми беше кога ми кажа Ана дека ќе играат брат и сестра со Владче. Викам, како бе, брат и сестра? Устори викам, да, може, вие сте многу личите, така да... Логичен избор беше они двајца да бидат брат и сестра. Владче приватно, како беше. Владче знаеше како фурија да се појави од некаде и исто така да исчезне. Ке дојде, ке направи убава енергија, ке каже 2-3 случаи што му се случиле и ки ги шармира сите околу него. Ги шармира сите и ке го снема. Ме викаше последниве 2-3 години ми се обраќаше со мамо. Повеќе. Мамо, види бака така накаде да не зборувам сега, да не сакам да вклучувам други луѓе.
бидејќи не сум побарала дозвола од нив да зборувам. Ама ја не можам да се помирам со тоа дека никогаш повеќе нема да се гушнеме и дека никогаш повеќе нема да Ке живее се додека луѓето го почитуваат неговото. Да, тоа само така се вика. Момци, правеше ли обиди за да ја спои глумата со актерството, со музиката? Секоја можна минута од настапите, во секоја. Стварно. И тоа излегуваше перфектно шоу. Имавте ли? Ствари, човекот не глумеше, тоа беше неговата природа. Дарбата. Не, затоа што беше и позади сцената, и на сцената, и после сцената, беше истиот човекот. Со него настапувавте низ цела Македонија? Да. Во последните години, да. Дел од настапите каде што може би пробал да излезе со својот сценски настап надвор од комфорт зоната која што ја имал, па пробал со преку она што сакал да го прави преку глумата, да ја спои музиката. Тоа да изгледа уметнички убаво, не е... Се појавуваше со различни елеци, со различни перики, со некои потези, само за да направи своје шоу и да направи сценски настап поинаков од сите други. Едноставно имаше таква енергија, мислам дека ретко кој. Сето тоа беше многу природно, не одглумено заради некоја цел, тоа да биде интересно или да биде, него тоа едноставно природа е тоа, што луѓето го сегат дека тоа е така. Кога спомна дека јас не сум одела по тие свирки по клубови каде што свирал Владче со. Ама одевте веројатно на концерт. Ама еднаш се појави во Хашбар. Заедно. Заедно бевте со Перика. И вика види најдов Перика. Викам како бе најде Перика, кај ја најде Перика. Не знам дека таму по Партизанска пројкав и баш кај што е Леонтич. Тука вика ја најдов Перика. А Владче вика ме да вика ја најдов Перика. И не знам можете да ми кажете вие стварно ја најде Периката на улица? Не ја знаеме историјата на Периката, знаеме дека тогаш во Скопски ноќен клуб свиревме и доаѓа така. И ние како што си имавме однос, брат, викам, што е со ова? Одлично, вика, сега пака ќе наставам. Викам, сигурен си? 100%. Да. И тоа мислам природна работа беше, тоа ништо не е одглумено, така се осеќал во моментот. Мислам супер изгледаше тоа, немаше никаква доза на нешто невистинито, на глума, него тоа беше природна енергија. Знаеше Владче да направи театар од себе и околу себе, знаеше да направи такви ситуации. Знаеше да привлече внимание, ама да не биде нападен и да биде дури пријатен. Во секој време со... Мене многу ми личеше на Џон Бон Џови, мислам не мене, на сите им личеше. Да, впрочем важи во јавноста дека му е нели еден од омилените бендови. Да, па после јас едно искуство овде да споделам за тоа. Јас ако сега треба да се сеќавам, односно она што ќе ми остане врежано за Владко Илиевски, токму кога пред едно лето или две, сосем случајно во една скопска кафана каде што јас гледав фудбал, Владче се појави таму со својата гитара и чисто онака му дојде како почна да пее од Бон Џови, Wanted Dead or Alive. Кога му се приклучив и тоа се сеќавам и последното нешто за кое што зборувавме кога беше гостин во Еден ТВ. Како се пресеќававме на тоа на Wanted Dead or Alive, кој што ја пеевме само јас и тој, а другарите од друга страна као им беше интересна сета таа случка. Колку со вас зборуваше за музиката и она што тој сака да го слуша? Музиката му беше животот и тоа дел од секојдневието, така да покрај сите останати теми, музиката беше една од темите за која што се разговараше постојано, што да се свири, како замислил да се отсвири нештото, што да направиме за да сме подобри, што да отсвириме за да сме поинтересни, така да сите стилови негови, сите желби беа споделувани секојдневно на сите средби. И морам да напоменам дека еден од ретките тука музичари, да не набројувам други, не е битно, дека никогаш не е вратил песна на некој, нема песна што не ја знаеше, било кој да му кажеме, дали македонска цена, ексју, поп-рок песна, едноставно човекот беше жив џубокс. Да, точно, многу знаеше за музика. Сигурно има повеќе од 10 години, он имаше некоја емисија кај што зборуваше за музика, за разни правци, располагаше со такви податоци
кој каде е роден, кога е роден, што се му се случувало во животот. Јас бев импресионирана, бидејќи ја Владче го запознав. Он беше дете за мене и го доживував како дете. И викам, ана бе, од кај знаам волку многу за... Викам, мама, све знае. Баш све знае. А беше, сакаше така да направи, кога реков, сака да направи театар, така беше и во приватен живот. Он беше драма куин. Имаше една случка кога бевме во Охрид и викам, ајде ќе идеме на бојниот камп во Свети Наум. Вика, важи, супер, убава е плажата таму, сум бил. Викам, да, најубавата плажа е таму и како се возиме ми вика, ама ја не знам да пливам. Јаком, како не знаеш да пливаш? Не знам дека да пливам. Јаком, сирото дете, како не научило градско дете, нели, базени и ова, она. Вика, не знам да пливам. Ај, викам, Владче, молим те. Ма не знам, вика. Добро, не знае, ќе се сунча, ние ќе пливаме, нема вез. Дојдовме таму, влезе во вода, кога заплива. Викам, тура, сашо ми збориш, дека не знаеш да пливаш? Опа, ова пливање ли е, не знам да пливам. Така, сакаше да... да шокира. Се сеќава, се случуваше ли кај вас себе исто на најразни собиранки да запее? Веројатно го правел тоа како музичар. Како не. Точно децава се во право кога вика дека немаше песна што не ја знае. Сега сите знаат дека Владко Илиевски сакаше рок музика, меѓутоа можеби вие имате некое друго изненадување од музика која што никој не би претпоставувал дека Владко ја слуша. Владко Илиевски беше рокер од глава до пети, Владко беше рокер апсолутно, меѓутоа ги знаеше. Тоа му беше неговата професионална страна. Ги знаеше сите со се зборови, мислам и да ги отсвири. Нешто што не би очекувале да слушнеме од Владко, а сепак го пеел на тие приватни забави. Турбофолк јас не сум го слушнала. Не, неговаш турбофолк само знаеше, пример, македонски народни песни што покрај познатите, што се, не знам, 10 песни, да извади многу стари песни, да ги испее и да ги изфири, тоа да му биде супер. Тоа беше неговата музичка култура, наслушаност со музика и неговата професионална страна. Иако не настапувавме ние со тие песни, но за седенките секогаш имал некој џокер од ракова да извади. Секогаш. Господин Стојановска, во поглед на актерството, театарот и филмот, бил и на штиците, бил и на платното. Знаете ли за некоја негова аспирација или амбиција што би сакал како проект да заврши во својот живот, еве сега веќе... Па сега, по природа на работите и за жал, глумците не се во позиција да одлучуваат што ќе се прави, како тоа ќе се направи. На вистина не знам. Знам дека сакаше да работи во театар, сакаше да работи на филм и на телевизија, се разбира, покрај музиката, што сепак мислам дека му беше најважна од неговиот професионален живот. Имаше една представа во Битол, јас за жал не ја гледав, каде што мислам дека доби многу убави критики. Јесенин го играше. Вие тогаш го познававте или после се запознавте? Мислам дека после тоа. Да, небитно. Секако, каде и да се појавеше, Владче го имаше тој негов специфичен шарм. Дефинитивно. Што излегуваше од прекрасни сини очи. Ги сакаше луѓето, ја сакаше дружба да седне, муаве да направи на било која тема, друштво да го сакаше, луѓето едноставно сите. Пред да ве прашам она со што би сакал да го завршиме разговорот, а тоа е како ќе се сеќавате на него и што е она што најмногу ќе ве асоцира на Владко Илиевски. Се наметнува една друга тема, тоа е објавите на Владко Илиевски на социјалните мрежи. Знаевте ли дали се соочува со некаков проблем или можеби ви се доверил вам? За проблем конкретно не. Нешто што го измачувало во неговиот живот?
секогаш беше секој од нас има најубави зборови. И не гледам ништо спорно во тие објави, бидејќи од кога го знам Владче, од кога се запознавме, сите објави беа такви. Сите беа со некој откачен текст, со некој откачена реплика од филм, од песна за рефрен. Тоа е екстравагандата од него. Фаца некоја што не ја се слика секој со таков израз на лицето, така да си беше на свој начин. Ево, Facebook профил си беше Facebook профил на еден нормален човек што е звезда. Значи, најнормални слики као било кој што би ставил слики на Facebook. Тоа не беа нити професионални слики, нити ништо од неговиот телефон, исто како што јас би ставил вие најверојатно или било кој друг човек. Тоа беше. Не му беше него важно дека он треба да има уметнички фотографии, тоа да биде пресериозно, пренапумпано, тоа беше сосема нормално, како и секој обичен. Јас би сакала, еве баш од ова место, да го искористам Медиумов. Јас би сакала да замолам да се направи навистина една темелна истрага за тоа како заврши животот на Владче, бидејќи не сме глупи. Стварно највише ме нервира кога некој мисли дека луѓето се глупи, дека не размислуваат. Имаше во соопштението дека Владко е најден по анонимна доја. Во некоја улица, Трета македонска ударна бригада, така нели? Во автомобил Toyota. Анонимна дојава по 11:30 навечер некој проаѓал и видел паркирана кола и сватил дека Владко Илиевски е умрен во колата. Јас верувам дека има начин, особено со оваа техника со која што располага денеска планетава, да и навистина би сакала да, ако има нешто матно, да се расветли. Сум многу чудна, јас кога проаѓам, гледам паркирана кола, си продолжувам понатаму. Така, за крај, она што, пошто ќе го паметиме Владко Илиевски и како луѓето треба да се сеќаваат на него, што е она што вас конкретно ќе ве асоцира на Владко Илиевски? Освен тоа што беше ведар, харизматичен и енергичен како што го опишавте. Мене неговите песни. Имате нека најомилена? Да, имам. Ке ја сообштите? Небо, сино е небото. Вие, момци? Не, пардон, кај сега ги измешав. Небо. Небо се вика, да. Небо. Ова беше на Тамара. По целата ведрина, по целото пријателство, по целата музика што ја остави зад себе, има доста материјал. Преубави моменти поминавме заедно, преинтересни. Многу научивме од него, бидејќи бевме, се уште сме доста млади, ама почнавме на многу млади години, не прифати како помали братчиња и така бевме сегде третирани, представени. Та беше многу заштитнички настроен кон нас. Ние сме некои си 10 години помлади од него, многу заштитнички беше поставен спрема нас. Ке ви се заблагодарам на сите што одвоивте време, иако знам дека оваа тема е емотивна, не секој сака да зборува, меѓутоа идејата е токму да се слави делото на Владко Илиевски. А вам, почитувани, ќе ви порачам да ја слушате неговата музика, бидејќи уметникот е жив се додека се живи и неговите дела. Одиме со кратка пауза и се враќаме со вестите предвидени за денешното Студио 1.